Ни се наполни повторно студиото со гости со кои што ќе зборуваме на една, па според мене убава тема, ако кажеме дека станува збор за учењето на македонскиот јазик надвор од границите на нашата земја, како и продолжување на она што значи македонска култура и традиција. Тука се и прославувањето на верските и државните празници, но и за тоа како се организираат, впрочем, наставниците по македонски јазик ширум светот да тоа го спроведат на еден вистински начин. Во студиото заедно со мене денеска се Вранкица Богатинов, која што е професор по биологија и наставник по македонски јазик во Република Хрватска, и незините синчиња или близначиња, тоа се Павел и Петар. Добро ни дојдовте во утринската телма и јас ви благодарам што овие денови кога сте во Македонија, нели празнично или повод овие неработни денови, имате и можност, но и желба да дојдете и да бидете наши гости како би позборувале за работата ваша во Хрватска како наставник, но и оно кое што е најважно, тоа е изучувањето на македонскиот јазик, поточно пренесување на немалите. Добар ден уште еднаш. Добар ден и добро ве најдовме. Ви благодарам на поканата и на вашата телевизија која што еве го прати нашиот труд и напор за зачувување на овој наш прекрасен македонски јазик. И минатата година пренесувавте со колегата Драган од Швајцарија, ми се чини за мај беше, емисија. Еве и оваа година го пратите, ја пратите нашата работа и ви благодарам уште еднаш за поканата. Да, веројатно и за еден месец исто по тој повод ќе имаме уште една тема која што говори токму за македонскиот јазик и како и на кој начин се изучува ширум светот, а со вас ќе позборуваме за конкретно во Хрватска, местото каде што вие живеете и предавате македонски јазик, а и вашите синчиња токму учат таму во прво оделение, па ќе ги прашаме и нив за искуството, но првично за вас една кратка биографија за тоа колку години веќе сте надвор од нашата земја со вашиот сопруг и за работата во училиштето во кое што работите. Ние со сопругот сме двајцата по потекло од Скопје, од Македонија. Веќе сме 13-та година во Загреб, поточно во Дуго село, тоа е градче предградие на Загреб. Јас сум по професија дипломиран инженер-биолог и од минатата година работам и како професор по биологија во образованието хрватско, нели? Меѓутоа, во нашиот град се доселија многу семејства, млади семејства од Македонија и имаме доста мали дечиња кои што се покажа таа потреба да продолжиме да си го учиме јазикот, да не си ги заборавиме корените, затоа што ќе се навратам на она реченица дека јазикот сепак е нашата татковина и дека тоа е едно духовно и културно наследство кое што мораме да го негуваме, затоа што е нашиот идентитет. И не само што е нашиот идентитет, туку е прекрасно кога во друга држава, не матичната, не татковината, кога ќе се слушне македонскиот јазик и нашиот говор има многу убав прием од страна, еве сега конкретно во Хрватска кај што сме ние, а истото го сведочат и колегите кои што се ширум светот. Ние сме обединети заедно во едно здружение на наставници по македонски јазик и иницијаторот на сето ова и денеска еве што сум јас овде е колешката Анастасија Гашко Неиман од Германија. Она е долги години веќе таму и е еден модератор, иницијатор на овие случувања. Исто така и колешката Ивана Брезовец од Хрватска. Она предава во првата гимназија во Загреб. И на нивни предлози се случуваат вака интересни наши здружувања. Иначе, останати членови во ова македонско здружение на наставници во светот се господинот Драган, кој што го споменав, Стоилковски од Швајцарија и Рена Годева, Јованка Смилевска од Австралија, Анета Коруновска Америка и рековме Ивана Брезовец, нашата од Хрватска. Да, добро се сеќавам на разговорот со господинот Драган, кој што е наставник по македонски јазик во Женева во Швајцарија. Ние го имаме тоа и ако сакаат нашите гледачи може да се потсетат на YouTube каналот Утринска на Тилма. Со него зборувавме за тоа колкав е интересот токму таму за изучување на македонскиот јазик и дали се работи за неколку деца или многубројно или збир од деца кои што го изучуваат македонскиот јазик. Важно е да тоа трае и има континуитет и се одржува.
и секоја чест што тоа е така, а и уште е за поздрав што и на овој начин можеме да кажеме и ние како всушност се одвива наставата таму. Гледаме инсерти кои што ни ги пративте вие. Ова е вашето оделение, подготвуваат великденски јајца. Ние ќе позборуваме и за тоа во продолжение. Јас само ги прашала сега тука Павел и Петар, да, вие сте. Вие сте тие. Тие се родени во Хрватска, така? Така, да. И тие синхронизирано го учат и хрватскиот и македонскиот јазик, односно истовремено. Па да ве прашам, кој јазик подобро или побрзо го учите? Хрватскиот или македонскиот? Побрзо го учиме хрватскиот. Хрватскиот? Да. А кога имате часови по македонски јазик, колку тоа добро го совладувате? Го совладуваме многу добро, Да? затоа што тамо учиме македонски јазик, нешто ќе научиме и И еве знаете да зборувате, како што може да видиме така. Браво, одлично. Видовме дека сте доста креативни заедно со другите соученици и другарчињата за Великден, изработка на великденски јајца. Составен дел од наставата е и токму таа креативност и работилниците кои што се прават. Ќе позборуваме за целокупната настава, но она што го ставаме акцентот е кога се изучува македонскиот јазик, колку часови има, да речеме, во едно полугодие, каков е таму системот и колку време се одвојува и во часови, но и во самиот склоп или тековната програма која што има. Овој модел кој што децата го изучуваат во Хрватска, верувам дека и во останатите држави, е како изборен предмет кој што се оценува и влегува во просекот на севкупниот просек на учениците во сведителството како завршна оценка. Сега тоа зависи од интересот на децата и од нивната можност и слободно време, ако не се преоптоварени со други активности. По законот на Република Хрватска дозволени се 5 наставни часови, до 5 наставни часови. Ние во Дуго село имаме 4. Тоа се голем број на часови по македонски. Да, 4 часа неделно и учениците се поделени во две групи, од 1 до 4 и од 5 до 8. Конкретно ние имаме 17 дечиња, едно големо оделение сме и одиме во две групи. Наставата е концепцирана така да не е само македонскиот јазик, него насловот на предметот е македонски јазик, култура и традиција. И тука ни се вметнати и историја, и географија, и култура, и обичаи, и музика, све она што го обележува нашиот народ, нели, што е битно да се научи, да децата го знаат. Интересно е што во нашето оделение од 17 деца, 8 се македончиња, а останатија делни се деца кои што немаат никаква врска со Македонија, тоа се хрвати и други националности. И станавме хит во училиштето кога се отвори наставата, се слуша песни од нашата училница, па изработуваме разни овие на било каков повод за 8 март, за Нова година, за Божик. Значи тие што немаат никаква поврзаност со Македонија ги учат и на некој начин јазикот и обичаите. Во текот на целата година се случуваше сега да се јави дете, ја би сакал на македонски, велам, али првото полугодие го изучивме веќе до најде од следната година, така да постои интерес и тоа ми е драго. Да, баш убаво е тоа да се слушне. А кога ќе направиме една споредба, да речеме, од таму од каде што вие живеете и кога доаѓате вака на одмор кај баба и кај дедо, што најмногу ви се допаѓа тука во Скопје, а што пак најмногу сакате таму да правите? Дома. Во Скопје ни се допаѓа што ни се Роднините? Роднините тука, имаме пријатели, братовчеди, баба и дедо и ќе се почетиме на нив и се дружиме и се играме со братовчедите, со баба и дедо, а во Хрватска ни се свиѓа што и тамо имаме пријатели, што се играме со нив, што тренираме фудбал во Хрватска. И браво. Така подал. Да, браво. Што е баш убаво во Хрватска. Да.
Убаво ни е и у Исполнет ви е Македонија. денот, така? Да. И таму и тука е убаво. Да. Одлично. Колку често доаѓате во Македонија, освен за ете вакав верски празници кои што се преславуваат во или поширокиот круг со семејството, бидејќи рековте дека само вие и сопругот сте во Хрватска, останатите ваши роднини се тука. Колку често доаѓате и колку тоа пак ви помага да може да се одржи и таа комуникација и со родната земја, да речеме, и земјата во која што живеете? Предност е на тоа што ни се тука сите, и од страната на сопругот, и моите родители, роднини, браќа, сестри, и те влече да си дојдеш дома. Од овде сме излезени двајцата, често сме во Македонија за Нова година, Божик, Великден, секоја спојување на некои празници поголеми, каде што ни дозволува нели времето и работата, доаѓаме, често сме дома. И поврзаноста, можам да речам, еве повеќе за Хрватска да зборувам, сите оние полиња на кои што те исполнуваат како човек и како некое малцинство или народ, малцинство, зборувам за друга земја, во Хрватска ги имаме. Значи, духовното веќе црквата православна, мисля че ни единствена на Балканот и во останатите земји, каде што постои Македонска православна црква во Загреб. Значи, на духовно поле сме покриени. Културата и културните активности преку заедницата на македонските ја негуваме, значи, традиција и фолклорни друштва, постојат друштва Охридски бисер Загреб, во Риека и слично. Нашата колешка која што предава македонски јазик во Сплит, Милена Георгиевска, е уредник на Македонски глас. Значи, сме информирани све што се случува. Потоа имаме уште 7 или 8 професорки по македонски јазик во Пула, Сашка, презимето Сашка го заборавив, ке ми простиш, Маја Јовановска во Осијек, потоа Велинска во Загреб, професорката Ивана Брезовец во Загреб во гимназијата, Наталија, Билјана во Риека, јас сум во Дуго Село. Така да функционираме и сме поврзани и функционираме како ете на ниво да си го зачуваме тоа што е наше. И јас на децата, кога почнав да работам со ова, видов поготово кај поголемите дечиња кои што се одмешани бракови и кога е таткото македонец, а мајката хрватица, не го знаат јазикот. А кога е мајката македонка, а таткото хрват, го знаат македонскиот јазик и велам не е залудно да се и се нарекува мајчин јазик. Значи јазикот се пренесува по мајката и децата кои што имаат македонско потекло и ми се ученици, а не го говорат, и тука се трудам да им доловам дека многу е убаво да си македонец и дека треба да се горди со своето потекло и да го истакнуваат своето потекло. Да. И тука се навраќаме на историскиот аспект, дека просветителството, дека сета култура на некој начин и корените, и Лидија Македонка верскија го гледаме, и спомнати сме во Библијата, и сме една земја која што навистина има многу што да понуди од културен и од книжевен и од музички аспект и да си го сакаат тоа свое потекло. А и од друга страна, сите оние кои што дошле во допир со запознавање на нашата култура, традиција и обичаи, па дури и со македонскиот јазик или во ситуација каде што би можеле да слушнат или пак да го изучуваат, имаат добри впечатоци и секогаш се воодушевени од тоа кое што Македонија може и го нуди, а секако го има и во својата историја и добро е што се пренесува на еден ваков начин. Со оглед на тоа што Петар и Павел се прво одделение, имаат колку 8 години, постои една разлика од она кое што се случува во образовниот систем кај нас, ако зборуваме за почетоците или за првоодделенците, тие започнуваат многу порано, па дури речиси 2 години порано, што е една голема разлика како наставник и како професор. Дали сметате дека е тоа добро? Односно, колку и на каков начин влијае кај децата? Дали треба уште од 6 годишна возраст да почнат со изучување на овие стандардни предмети или пак веќе на оваа возраст да се запознаваат со сето тоа? Еве, во своето досегашно искуство како педагог и како наставник по биологија и мајка уште на еден поголем син, Филип, кој што почна овде во Македонија со 6 години по овој програм, и сега они со полни 7,5 и сега веќе 8 прво одделение, огромна е разликата. И децата со 6 години, по мое искуство, сега мислам дека не се спремни за изучување со таква концентрација, со такво внимание да ја следат наставата која што е веќе образовна.
По моje мислење, оној стариот концепт со 7 полни во прво одделение, полн погодок, тогаш се и зрели и спремни за на училиште. Да. Све И порано може да одржат концентрација и за време на часовите. Така. И подобро да впиваат знаење. Така. И сега на крај уште едно прашање за Петар и за Павела, тоа бидејќи сте прво одделение и ова е ваше прво запознавање со што значи училиштето и што значи да се биде во една училница, на училишни клупи и да се има една одговорност да се учи, да покажува колку се знае, но и при тоа да имаме и добар успех. Како вие, како прво одделенци, се чувствувате и колку ви се допаѓа да одите на училиште? Нас ни се допаѓа со прво одделение така што ќе научиме некои ствари во прво одделение го сме, па ќе ни значат, ќе ни служат за друго одделение. И така со поголемите разреди и оценките ќе ни помогнат, така што ако нешто сме погрешила да го поправиме тоа и да знаеме што сме погрешила, да знаеме за следниот пат. Браво, петка. Имаме петки. Да, браво. Да. Имаме све петки и у прво одделение убаво тоа што многу учиме и ќе научиме за друго одделение и така ќе учиме до 8. Да, во прво одделение ќе се подготвите за сето оно кое што ве чека понатаму. А кој е само вашиот омилен предмет и толку? Ќе се поздравиме. А мене ми е омилен предмет физичко и веронаука. Браво. А мене ми е омилен предмет математика. Мене ми математика. Математика, физичко и веронаука. Не, значи тука сте. Три омилени предмети, меѓу кои што верувам ова кое што го зборуваме и кое е наша тема за разговор, тоа е изучување на македонскиот јазик. Вие посекако нешто што и зборувате дома со мама и со тато и ќе продолжите да го изучувате. Ви благодарам за вашето гостување и за ето она кое што можевме да го представиме на нашите гледачи, како и на кој начин се изучува македонскиот јазик. Ви благодарам и на вас на поканата и ета верувам и се надевам дека ќе не пратите и понатака во нашата работа и ќе се видиме наскоро во следна прилика. Да, се гледаме среќен пат за назад и поздрав до останатите ученици кои што се ваши ученици токму таму. Поздрав дечки, ви благодарам што дојдовте и вие, многу сте сладки и очигледно добро сте учеле во прво одделение. Викет ќе започне сега, а тоа завршува сега и кај вас негде, 10 како е завршетокот на учебната година? 21.6. завршуваме со учебната година. Ете во оваа прилика да си ги поздравам и учениците. Голем поздрав до Ева Русевски, поздрав до Јан и Бојан Трајковски, и Томислав Трајковски, до Ања, до Габриел, до Марта и до сите останати. Така. И среќен велик ден на сите македонци каде и да се. Ви благодарам.